Добро. Добар ден на сите. Со оглед на пројавениот интерес во последниот период во делот на нивото на Охридско езеро, ние како АДЛМ сакаме да истакнеме дека со топењето, брзото топење на снегот и со прилично високите температури, како и големиот дожд што беше во претходниот период, имаме брз раст на нивото на Охридското езеро во изминативе недели. Постојано сме на терен, работиме максимално и го оптимизираме нашето производство со оглед на фактот дека и нашите електрани во изминативе 2 месеци работат на максимално ниво. Ја преработуваме водата која што доаѓа во Охридското езеро, меѓутоа дел од таа вода поради високиот доток сепак се задржува и правиме напори за да ја задржиме, но при тоа да не направиме штета и на Охрид, ниту на Струга, а исто така да не направиме штета ниту по течението на Дрим. Големите води, големото производство на крај сепак ќе резултира со поголемо производство од хидроелектраните, кои ќе произведат поевтина електрична енергија, која на крај би резултирала со поевтина цена на електричната енергија и за крајните потрошувачи. Како ЕЛЕМ, постојано сме на терен, денеска сме во Охрид, организиравме една работна група која заедно со нас и со представништвото на АДЛМ ХЕС Црн Дрим во Струга, со представници од Охрид, со представници од Струга, секојдневно ќе го пратат нивото и ќе анализираат и ќе даваат насоки за оптимизирање, односно намалување на влијанието на покаченото ниво на Охридско езеро. Директоре, денес езерото за 10 см некаде над максималната кота би може да дојде до 694, така? Да. Но веќе да речеме има намалување на површините со плажи, особено во делот кај Охрид. Што очекувате понатаму? Значи, денеска нивото на Охридско езеро е 693,82, некаде околу 7 см над дозволеното ниво, кое е 693,75. Согласно водостопанската дозвола која ни е дадена при големи води, Охрид може да биде на ниво од 694. Во изминатиот период и во минатото Охридско езеро било на тоа ниво, па дури и повисоко. 2010 година имаме периоди кога нивото на Охридско езеро било 694,06. Во делот на плажите ние, како што кажав и претходно, правиме максимални напори за да ја преработиме таа вода, да не направиме штета ниту на Охрид, ниту на плажите во Струга, а исто така да не направиме штета ни по течението на Црн Дрим, затоа што знаете дека доколку се испуштат големи води по течението на Црн Дрим, би имало штета и по самото течение и по околните места. Очекувате ли дека доколку езерото е надмине 694? Значи, ќе се трудиме и правиме максимални напори да не достигне 694. Во наредниот период се очекуваат исто така и денови со поголеми врнежи, денови со поголеми ветрови. Тие денови можат да направат и поголеми бранови кои да имаат некакво влијание, меѓутоа сепак, како што кажав и претходно, отворот го држиме на оптимално ниво, за да не се направи штета ниту на Охрид, ниту на Струга. Имате ли некој соработа во контакт со соседна Албанија, бидејќи буквално целото течение е поврзано со соседна Албанија? Таму имаше исто големи поплави, точно ли дека има барање од Албанија да не се испушта големи количини на вода преку Црни Дрим, бидејќи таму исто не ги имаше? До сега до АДЛМ не се пристигнати никакви барања, а инаку нашите служби, представниците од ХЕЦ Црн Дрим се во постојан контакт со луѓето од соседна Албанија. За сега сите води се преработуваат. Ние работиме на оптимално ниво за да не направиме штета никаде. Значи едно време имаше планови браната кај Струга да се уреди онака како што треба, дали еден планира нешто во наредниот период тука да прави некаков захват, некаква станица или било како, затоа што тој дрвениот мост во повеќе наврати попушти. Се согласувам, ние како АДЛМ за ова годишна програма, инвестициона програма, немаме предвидено дополнителни средства за таа намена, меѓутоа планот е да се направи детална анализа оваа година, за наредната година да влезе во инвестиционата програма и тој дел, за да се направи автоматска регулација како на истекот на Црн Дрим, а исто така да се уреди и делот на мостот и делот на испустот од Охридско езеро. Петро, дека е договорот со соседна Албанија за ревидирање на постоечкиот договор за тврдување на котина, да имаше некоја најава дека се оди на нов договор? Значи имало неколку состаноци пред нашето доаѓање. Со нашето доаѓање предвиден беше состанок некаде во декември 2017 година. Нашите екипи беа спремни за тој состанок, меѓутоа поради
одредени причини тој состанок беше одложен. Се надевам дека оваа пролет ќе имаме состанок со представниците од соседна Албанија и ќе разговараме во делот на договорот.